Рековте секој што не го прекршил законот и уставот на Македонија е добре дојден во Македонија. Дали сте свесни дека поканивте белосветски криминалци и терористи, можеби членови на ИСИС, да дојдат во Македонија доколку не го прекршиле законот во Македонија? Точно, да, повторувам дека секој некој што ќе ги прекрши уставот и законите на мојата земја, тогаш тој ќе го сноси последиците соодветно на законите и уставот. А сето она кое што е поврзано со нешто друго, трети, четврти земји, тоа е работа на тие раководства на тие земји. Луѓе, гледате ли дека он ја продаде душата на учек? Гледате ли он дека не сме да писне? Ама тоа исто значи овде кој кого ќе направи било какво кривично дело, особено убиство, разбойничество, така натаму, слободно ќе си оди на Косово и нема да има потреба нас да не ги екстрадитира. Тоа им е договорот меѓу нив. Да, денеска дури му беше предочено дека ние имаме обврска како држава ако има потерница по Интерпол да бидат уапсени. Како ќе коментираш изјава? Ајде да го видиме. Кај да знаеме што договорил? Ајде да видиме прво изјавата. Кај да Ајде, знаеме? значи први нос вчера да видиме изјавата, па се ќе спремиш од денеска од Александра да видиме што го праша, па да видиме да коментираме после. Дали се уште на сила потерниците за поранешните борци на ОВК од страна на македонските поранешни власти? Бидејќи има 2 или 3 ветерани на УЧК кои стојат во потерниците. Дали се сигурни да дојдат во Северна Македонија и да не се плашат од можно апсење? Што се однесува до лица кои што се предмет на потерници, секој оној кој што не ги повредил законите и уставот на Македонија, секој оној кој што нема конфликт со уставот и законите, тогаш слободно може да си дојде, да се прошета, да си ужива и да остане оноку колку што сака. Така што сите оние кои што навистина се во таа насока, јас ги повикувам да дојдат. Ние сме без разлика на нашите етнички и верски различности, мултиконфесионално, мултикултурно, мултиетничко општество, ние сме научени да живееме едни покрај други, и како луѓе, и како граѓани, ние сме гостопримливи. Можам сите да ги поканам да дојдат да уживаат во убавините на мојата татковина и на тој начин да бидат задоволни од нивниот престој таму. Ќе му сам простор на Екимовски. Овој му вика по потерница луѓе што ги бараат, он вика секој што не го прекршил законот може слободно се шета низ Македонија. Овој му вика луѓе по потерница. Законот и уставот на Македонија ако не ги прекршил може слободно да дојде, ние нема да го апсиме. Ако е по потерница, тој на граница се апси како. И па денеска им го посочивме тоа. И шо вика? Александра, Ајде пушти го да видиме што вика. Вика, потерница има, како не ги прекршил законите? Значи, негде направил кривично дело. Не. Две прашања за премиерот. Господине Мицкоски, вчера рековте дека вашиот став за коридорот 8, односно за договорот со објект Ленка, не се променил. Прашањето ми е како вашиот став не се променил ако во април 2023 во Бутел изјавивте дека тоа е најкриминален договор во историјата на Македонија, дури и покриминален од транзицијата. И второто прашање исто така во врска со ваша вчерашна изјава е за Интерпол, односно вашето прашањето од вчера за криминалците од УЧК кои што се барани по потерница од Интерпол. Рековте секој што не го прекршил законот и уставот на Македонија е добре дојден во Македонија. Дали сте свесни дека поканивте белосветски криминалци и терористи, можеби членови на ИСИС, да дојдат во Македонија доколку не го прекршиле законот во Македонија? И исто така, дали знаете дека Македонија како членка на Интерпол е обврзана доколку на македонска територија се затече било кој кој што е баран по потерница од Интерпол од друга држава, веднаш да го испорачаме до таа држава? Да, благодарам. Вашите констатации ќе ги оставам на вашата новинарска слобода да констатирате, а сега ќе одговорам на вашите прашања. Мојот став поврзан со тој коридор и со таа сделка не е променет, јас до ден денеска истото го кажувам, но како одговорен политичар нема да дозволам да одам чекор назад од тоа што е веќе почнато, бидејќи на тој начин покрај 350 милиони евра кои што веќе се платени од страна на претходната влада како аванс, а не е ништо направено, имајќи го предвид тој криминален и антидржавен договор, ќе завршиме на арбитража, која што сигурно ќе изгубиме, и така ќе платиме уште нови 350 милиони најмалку долари и ќе дојдеме до цифра помеѓу 700 и
1 милиарда, а нема да добиеме ниту 1 километар автопат. И затоа ние одлучивме да засукаме ракави, да работиме, да помагаме колку можеме, да се задржиме во рамките на сумата која што е предвидена со договорот и да го изградиме овој проект. Тоа е разликата во она што го зборувам сега и тоа е разликата што она вие го интерпретирате. Иако да, мојот став е ист. Еве тоа е разликата, но нема да дозволам и нема да е одговорно, бидејќи сакам тие пари да ги насочиме кон новија луѓе, кон образовните работници, да направиме уште некој километар автопат, а не да фрлиме 700 милиони евра во ветар. Зошто? Затоа што некој се однесувал неодговорно и несовесно. Еве ќе ви дадам еден пример. Да речеме завршува една арбитража, односно е веќе завршена, и поради едно такво однесување неодговорно на претходната влада, сега вие граѓаните ќе треба да платите 450 милиони долари изгубена добивка. Завршена е таа арбитража. Јас така нема да се однесувам додека сум премиер, инаку ставот е ист, но прашањето е дали ќе бидам неодговорен или ќе бидам одговорен. Неодговорноста значи помалку за вас, а повеќе за тие компании кои што за жал имале работа со несовесни и неодговорни политичари. Поврзано со второто прашање, јас сум одговорен за законите во Македонија и уставот на Македонија. И мислам дека тука ја задржувам мојата ингеренција во рамките на таа юрисдикција и точно да повторувам дека секој некој што ќе ги прекрши уставот и законите на мојата земја, на чија што сум јас председател на влада, тогаш тој ќе ги сноси последиците соодветно на законите и уставот. А сето на кое што е поврзано со нешто друго, трети, четврти земји, тоа е работа на тие раководства на тие земји. Благодарам. А може ли да ни кажете со кои земји? Да. Вака, господине Мицкоски. Што збори, бе? Нашите интерпретации новинарски да ги трнеме на страна. Ако договорот од Бехтел и Енка е криминален и ако оди на арбитража, тогаш ние ќе ја добиеме арбитражата. Бидејќи е склучен криминален договор. Ако имаме докази дека е договорот криминален, тогаш на арбитража ние ќе го добиеме случајот. Бидејќи ние сме во право, бидејќи е потпишан криминален договор. Ако ти знаеш дека договорот е криминален, имаш елементи, имаш докази дека договорот е криминален, а ти продолжуваш да го спроведуваш тој криминален договор, значи и ти си криминалец. И трето, на изјавата пред една недела рече дека овој договор бил магичен, волшебен и дека за после 50 години за прв пат ќе се правеле овие два патни правци кои што долго се очекувале. По однос на Бехтел и Енка, по однос на ова екстрадицијиве, во надлежност на твојата юрисдикција, која што ти наводно ја браниш, иако ти не си за тоа надлежен, во твоја надлежност е испроведување на меѓународни договори и превземени обврски од членство во меѓународни организации, меѓу кои што и Интерпол. Значи, составен дел на нашето законодавство се и обврските од што сме ги превземале од членството во Интерпол. Тоа значи дека ако е распишана меѓународна потерница преку Интерпол на барање на земја членка на Интерпол, тогаш сите земји членки на Интерпол, меѓу кои што и Македонија, се должни, доколку лицето биде констатирано на нивна територија, да го приведат и да го екстрадираат веднаш. По оваа логика би значило дека Пабло Ескобар, Ел Чапо може да дојде овдека, пошто не направил никаков, не прекршил ни еден македонски закон, нема да биде апсен. Повели сте. А луѓе, јас договорот со Енка Бехтел никогаш не сум го одобрувал. Не значи ако плаќам, бидејќи некој друг склучил договор, немам каде да одам, не значи дека одобрувам, ја и натаму ќе го плюкам.
еве на овој криминален договор што го донесоа со закон, законија кражба со закон и така натаму, мораме да плакеме, немам каде, ама нема да го фалам. Да. Зашто го фали он? Зашто го вика Макичен? А втората работа, што тој вели дека ако некој, да повторам, не се огрешил од уставот и законите на Македонија, што правил во други земји, мене не ме интересира. Луѓе, гледате ли дека он ја продаде душата на Учека? Абе, Ковачевски е мала беба, бе. Во однос на она што беше со Дуј. Гледате ли он дека не смее да писне? Против Учека, да. Абе, не смее да писне, ти вика, гледај што сакат можат да прават и кај сакат можеле да направат, они во Македонија се слободни граѓани овде. Ама тоа исто значи овде. Овде кој кого ќе направи било какво кривично дело, особено убиство, разбойничество, така натаму, слободно ќе си оди на Косово и нема да има потреба нас да не ги екстрадитира. Тоа им е договорот меѓу нив. Он не смее да помисли овде да уапси некој член на УЧК. Има ли ова врска? Еве вака сега да прашам универзитетски професори, за ова треба да прашате, да интервенирате универзитетски професори по право. Сакате по устав? За ова треба да се изјасни судскиот совет, треба да се изјасни совет на обвинители. Чекайте, луѓе. Овој човек вака го интерпретира законот. Он можел 100 души да утепа негде во некоја земја, можел да се бави со кримчарење на дрога, оружје, било какви да, други. Да, мако кај нас не. Кај нас нема проблем. Да. Ти му го спомнуваш Пабло Ескобар. Абе, он ако му кажат американците, он не да ќе го апси, со заби ќе го јаде. Ама за ова очигледно му кажеле тамо кај Учека едно друго да не си пипнал и гледаш како вика, нека шетат у Македонија, само ја да си владеам, што подолго. Овој ли е бе, што ќе ги ставаше овие, кажи ги, дујковците у шише? Ова не мислам. Прво ова нема никаква врска со законот. Нема. Ама се сеќаваш дека дека ученик у средно, она економско правно како се вика, да. Абе тамо тоа да се учи. Ова премиер на една држава го зборува. Ама ти текнува тебе дека пред месец и пол демонстрира беззаконие. Пред месец и пол го разрешија началникот на РЦ Север затоа што со неговото возило го земал приведениот ветеран на УЧК, баран со потерница и го извадил од граница годно на Косово. Зашто го смени, ја не разбирам. Ако он даде го поддржал туризмот, тероризам, не ми се верува што слушам од председател на влада, бре, луѓе. Најнормален одговор е тој што секој што се бара по потерница, ние сме должни да го апсиме, да го испорачаме. Да. Ја не знам. Ја ова како прашам, да правам на очите вака или ушиви да се ги чепкам, не знам што да слушаш. Не знаеш дали ова можно, дали ова вистина, дали ова го збори возрастен човек на 40 кусур години. Председател на влада ова го збори. Леле мори мајко кој ни води влада. А правниците ова уставен суд, сите ќе се ќутат, универзитетски професори. Ја не знам како ќе оди утре на средба со Вучич. После ова ја не знам како ќе оди утре на средба со Вучич, затоа што денови треба се одржи она економската соработка се околу отворен Балкан. Ке имаме, нели, тоа што го правеше минатата година, со винскиот сајм. Ова му е досега најлегендарна работа, што кажам. Која е по потерница баран, значи, слушај, барем да кажеш, слушај, абе со парички бар да дојат со милиончињата овде, нема проблем. Само нека не прават ѓурултија кај нас, само нека донесат милиончињата овде. Бар тоа да го кажеш, бар ќарти имаме нешто од тие. Така ли е? Така е. Барем да речеш, абе, ако дојдат со милиончињата овде, што ми е гајле кај што правиле? Ама, бате Христијано, ова твоја изјава што ти сега ја кажуваш, ќе ти ја кажат, утре ќе имаш убиство, ќе имаш терористички чин, ќе те рокне некој у воздух, атентат тебе ќе ти направи, ќе избега у друга земја и ќе ти ја дадат изјавата, ќе ти каже, бате ти што викаше, што не се огрешил од уставот и законите на мојата земја, не што слободно, да. Што правил во други земји не ме интересира, тоа ќе ти одговора другите, да знаеш. Например, што правиме ако, например, овој атентаторот на Трамп